А сега го повикувам да ви собрати предводникот на овие протести и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Ви благодарам од срце. Добре дојдовте на овој прв од серијата протести, кои што треба да го покажат и докажат гневот насобран во народот поради онаа неправда која што се случуваше изминатите месеци, украдените и подкупени избори од мафијата на власт. Ова ќе биде прв од серијата протести против неправдите на мафијата на Илинденска број 2. Богати мафијаши во владата, а сиромашен народ. Тоа е реалноста во нашата Македонија. Па ќе излезе портпаролот, спикерот на мафијата и ќе постави прашање, ќе рече кој му ги плаќал на Мицковски протестите. За нив се имало цена, за нив парите, криминалот, плячката за мафијашите се најважни. За нас честа, моралот и достоинството, ова е честит народ кој што излегол да и се спротистави на мафијата по Илинденска број 2. Затоа мафија разбери, овој пат кога неправдата станува закон, отпорот и протестите ќе продолжат се додека не детронизираме онаму каде што со подкупени и наместени избори се наоѓате. Затоа ќе ни има се повеќе, ќе ни има се помногу и ќе ни има насекаде низ цела Македонија. Нема назад, ние тргнуваме. Денес сме овде и протестираме за социјална тема. Тоа е покачената цена на електрична енергија. Овие во оваа зграда овде, предводени од човекот кој што е гласноговорник на Зоран Заев во енергетиката. Кога зборува Зоран Заев, зборува овој човек. Кој е тој човек? Еве го. Ово е тој човек. Овој човек е независниот регулатор. Ово е човекот кој што е независен регулатор. Овој прославува во седиштето на СДСМ, а потоа ја кодоши државата, ја кодоши опозицијата, го кодоши сопствениот народ во Европската енергетска заедница. Ово е човекот кој потпиша зголемување на цената на електрична енергија за 7,5%. Ово е човекот кој брцна во джебот на овој осиромашен и напатен народ. Ова е слугата на мафијата. Овој човек има име и презиме и се вика Марко Бислимовски. Запаметете го убаво. Па денеска ќе ви кажува овој истиот човек, овој човек кој што изслугува на мафијата, дека ја покачиле само цената на електричната енергија за државните компании. Заборавија на партиските вработувања, заборавија на партиските багери во Рек Битола, што копаат по 30 часа на ден и 400 дена во годината.
Заборавија на дебелите провизии за агенциите партиски за обезбедување од Струмица. Ама едно не заборавија. Сето тоа да го платат со парите на народот. Па доста му е на овој народ и затоа овој народ од денеска почнува правдата да ја бара овде на улиците. Нема веќе по домовите да седиме. Излегуваме на улица. Како вела дека ова биле протести против европската иднина. Јас не гледам што е против европско ако имате градоначалник од вашите редови кои што го фаќаат како шверцува илјадници штеки цигари. Не гледам како европско пратеник од вашата пратеничка група да тргува со полче, а и што тргувате, па почнавте и да вкусувате од тоа што го тргувате. Не гледам што е европско, кога директор на јавно предпријатие е фатен со малку повеќе од полче. Не гледам што е европско, кога градоначалник бара мито за себе, за својот рад. Не гледам што е европско во трас судските одлуки. Не гледам што е европско кога се продава и распродава државата и сопствениот народ. Не гледам што е европско кога резултат на коалиционен договор е наместо политика и мерки за граѓаните усвојување на детални урбанистички планови кои што носат стотици милиони евра профит на грбот на граѓаните на приватни лица. Не гледам што е европско да го лажеш сопствениот народ и одлуката која што требаше да ја донесат на 1 јули поради изборите на 15 јули ја одложија за 1 август. Не гледам што е европско да се богатиш на маката на граѓаните. Затоа, мафио, разбери дека дојде вашиот крај тогаш кога мислите дека имате нов почеток. Овој ваш почеток е всушност вашиот крај. И затоа ВМРО-ДПМН, коалицијата што ја предводи ВМРО-ДПМН е народна коалиција и од сега па натаму ќе ја гледате за секоја неправда што му ја нанесувате на овој народ. На улица заедно со тој народ. Без разлика дали се македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци, египтјани и останати. Ке го гледате ВМРО-ДПМН и ке ви биде ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата Ноќна мора се до крајот и вашиот пеколен пат. А нашите пратеници заедно со останатите опозициони пратеници во парламентот ќе се борат како лавови и лавици за интересите на овој напатен народ, криминална мафио и бандо собрана таму. Затоа, од овој собир ги започнуваме нашите барања. Имате неколку дена да седнете, да ги разгледате, а потоа да ги исполните. Првото барање, враќање на старата цена на електричната енергија. Наместо да му овозможувате вонреден профит на универзалниот снабдувач, намалете го процентот. Затоа што кога зборува Заев преку Бислимовски,
ќе ви убедува дека ја покачиле цената само за елем и мепсо. Не е точно. Не е исто процентот на универзалниот снабдувач да го множите со 100 и да го множите со 110. Дополнителни повеќе од 1.800.000 евра приход за универзалниот снабдувач само за една година. 1.800.000 евра. Математички прецизно. Затоа мафио, разгледај го ова наше прво барање и сериозно посвети му внимание. Враќање на старата цена на електричната енергија преку намалување на тарифата на универзалниот снабдувач. Второто наше барање. Неделен викенд без данок на додадена вредност. Вие го ветивте тоа пред изборите за месец септември. Помина еден викенд. Вториот е пред нас. Септември има 4 викенди. Имате време на следната владина седница. Наместо да рушите тоа што диво го изградивте, наместо да делите мандатни писма, донесете одлука која што ќе биде за интересите на овој народ. Викенд без ДДВ, тоа го ветивте пред изборите и тоа мора да го испорачате. 18% помали цени преку викенд за граѓаните во Република Македонија. И трета, последна работа за денес, а тоа е професионализација на регулаторната комисија за енергетика. Не вакви партиски војници и слуги и полтрони. Професионализација на регулаторната комисија за енергетика. За фер цени за граѓаните. Сосема на крај, почитувани присутни, кога неправдата станува закон во оваа наша држава, тогаш протестот, пркосот е наша обврска. Мафија или Македонија? Изборот е јасен. Македонија. Мафија или Македонија?